Лекови на рецепт ќе има секој ден во месецот, и тоа од утре. Ама само во регионите на туристичките места Охрид, Струга, Доиран, околината на Гевгелија и регионот на Ресен, најави министерот за здравство Филипче. На овие места побрзо се трошат квотите, бидејќи има доста туристи кои одат на подолготраен престој. И таму ги подигнуваат лековите, па за локалните жители не остануваат. Станува збор за прв чекор во практично ослободување на квотите, либерализација во овој дел кој што ќе важи веќе следниот или месецот после тоа. Тоа е работа која што се регулира не со закон, ниту со устав, туку со правилник во рамки на Фондот за здравствено осигурање. Токму тоа фондот го смени овој утрово и затоа ние ќе имплементираме оваа мерка, заради тоа што, како што реков, со години наназад беше најголем притисокот токму во туристичките места. Луѓе од целата држава доаѓаат таму и на некој начин ги трошат лековите од квотите на жителите на тие региони. Во меѓувреме, уверуваат здравствените власти се воспоставуваат контролни механизми за да се укинат квотите во сите аптеки низ земјава. Во суштина значи пратење на лекот, односно ќе може лекот да го подигне само пациентот за кој што е препишан тој лек и кој што лично доаѓа во аптека да го превземе овој лекот, освен за лицата кои што се неподвижни, но и за нив има развиен механизам како ќе се издаваат тие лекови. Според познавачите, не може со ограничен буџет да има неограничен број на лекови. Укинувањето на квотите може да доведе до сериозна финансиска состојба. Тие предлагаат ред и контрола да има и со електронски систем што би давал одговор на пациентите во која аптека го има лекот што им е потребен. За сега јавноста останува покуса за информации во однос на кој начин точно ќе се спроведе оваа мерка, но и дали во истата, која може да доведе и до банкрот на Фондот за здравствено осигурување, се вкалкулирани сите ризици. Министерот Филипче ветиот и јавно ќе ги објави анализите што според него биле направени, начинот на делување, но и веројатната злоупотреба од страна на лекари и аптеки. Јавноста ќе ги дознаела непосредно пред укинувањето на квотите на цела територија на Македонија, закажано за од септември.